Првично зачленета сум во регистарот, затоа што имав случај во семејството. Мојот брат беше болен од хематолошко заболување. Беше потребна трансплантација и кај него, за жал не најдовме донор, не ја дочекавме. Се почна со зачленување во регистарот, за барање потенцијален донор. Во моментот чувствата беа измешани. Меѓутоа превладуваше повеќе среќно чувство. Некое задоволство. Дека баш сум јас таа да кажам, ете може да се каже и благословена да има шанси да спасиш нечи живот, нели? Затоа што искрено знам како е да се бара донор, ко поминав тоа. Помина што помина, после семејната трагедија за краток период временски, добив телефонски повик од Бобан, биохемичар инженер во институтов, кој ми соопшти дека сум потенцијален донор. Хуманоста пред се, да спасиш живот на некому или да имаш шанса да спасиш живот, мислам дека е едно големо достигнување. Прво за секој човек како индивидуа, мислам дека тие некоја водолка во животот. Првично треба сите да размислуваме дека, пак ќе се повторам, дека може нешто да ни се случи понатаму и нас во животот, нели? Со зголемување на бројот на дарители во Македонскиот дарителски регистар за матични клетки, ги зголемуваме шансите за пронаоѓање на соодветен донор за нашите пациенти. Тоа е така бидејќи ХЛА системот на гени е посличен во рамките на една популација. Значи, дека многу е поверојавно да пронајдеме ХЛА идентичен донор во рамките на нашата популација помеѓу луѓето кои што живеат на ова тло, отколку пронаоѓање на соодветен донор некаде во странство. До сега имаме реализирано 42 трансплантации од несроден донор и 10 трансплантации од делумно идентични донори. А инаку од 2000 година до моментов имаме некаде над 600 интервенции. Резултатите се компаративни од третманите со резултатите во европските центри. Успешноста на интервенцијата е повеќе од евидентна. Имаме голем број на излекувани пациенти кои што после долгомесечното лекување се имаат вратено и интегрирано во нормалната социјална средина. Ние сите мислиме, тоа мене не може да ми се случи. Јас не можам да добијам леукемија или друга хематолошка болест, веќе кога збориме за таа болест, но не е така. Искрено го искусивме и ние, дојде за кратко и замина за кратко, за жал. Во тие моменти, има голем број на семејства, претпоставам, во светот што чекаат некој да им пружи рака за помош. Просто едноставна процедура,
што на некого ќе нормално ќе му го продолжи животот.